Кратки најави за денес. Комуналната хигиена во Охрид за време на летната сезона е едно од најжешките прашања на денешната седница посветена на советнички прашања. Во недостиг на Марина запре набавката на едрилици на Охридското езеро. Недостига паркинг за нивно соодветно сидрење. Две нови хуманитарни паркинг места во Охрид. Утре вечер второ издание на настанот Вкусете го Охрид локално. Заврши ерата на глобално затоплување, дојде ерата на глобално вриење, рече Гутереш. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес по невообичаеното студено утро за овој период од годината, времето во текот на денот сончево, ветровито и потопло, со благ пораст на дневните температури до максимална температура од 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро и потопло со пораст на температурите. Утре над најголем дел од западна, северозападна, северна, североисточна и централна Европа, времето умерено облачно и нестабилно со дожд кој ќе биде проследен и со засилен ветер. Времето ќе биде свежо за овој период од годината над стариот континент, а над останатите предели од Европа сончево и топло. Утре на Балканот времето сончево со локална облачност и топло со дневни температури во пораст, максималната дневна од 27 до 34 степени на Балканскиот полуостров. Во Македонија во сабота денот започнува со свежо утро и утрински температури во пораст во кои ќе бидат во интервал од 9 до 19 степени. Во текот на денот сончево и топло време со слаб северозападен и западен ветер. Во југоисточните делови слаб југозападен, максималните дневни температури од 28 до 37, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во сабота сончево и потопло време со пораст на температурите и слаб северозападен ветер. Минималната 14, дневната 30. Во Охрид во недела сончево и топло, минималната 16, дневната 32, а понеделник и вторник сончево и топло време. Утринската температура 16, односно 15, дневната 29, односно 30 степени Целзиусови. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Градските советници имаа полни раце работа на крајот од оваа работна недела. Денеска се одржаа 2 седници на Советот на општина Охрид. На 29-тата седница одлучуваа за прашања од сферата на образованието, работата на јавните предпријатија, урбанизмот и други сфери од општественото живење. 30-тото издание на седницата на Советот беше резервирано само за една точка на дневен ред – советничките прашања. Одржани двете седници на Градскиот совет на 29-тата седница на Советот на општина Охрид. Точките кои се однесуваа на предлог одлуките за измени на програмите за комунални услуги, измените на програмата за уредување на градежно земјиште и предлог одлуките за измени на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за годинава, беа причина за најжестока дискусија меѓу градските избраници. Советничката Живка Ангеловска, координатор на советничката група на СДСМ, побра објаснување за пренамената на средствата и за постапката за набавка на градежната машина. Потребно е да знаеме за што се однесуваат овие измени, за какви градежни машини ќе бидат набавени, кој ги набавува, кои се околностите кои што доведоа да го зголемувате износот на предвидените средства и дали е распишан тендер, односно најверојатно во иднина од како ќе се донесе оваа одлука треба да биде тендерот распишан, едноставно појаснување во однос на потребата и постапката за набавката и какви градежни машини ќе бидат набавени. Ванчо Костовски, советник од редовите на ВМРО Народна, констатираше дека се одземаат средства од ставка за експроприација за набавка на механизација. Се одземаат од средствата, значи од ставката за експроприација, односно се намалува за милион денари ставката за експроприација, а денес имаме 2 точки нови за експроприација на дневен ред, така што логички е да се зголеми средствата кои се предвидени во декември некаде, ако веќе ставаме нови точки за експроприација, а не да се намалуваат. Раководителот на секторот за општи работи Тони Ивановски објасни дека во буџетот за набавка на машини биле издвоени 6 милиони денари, а во првиот тендер добиле најниска понуда од 7,3 милиони денари, па го поништиле, бидејќи немале спроведено соодветно истражување на пазарот. Постапката ја повториле уште еднаш, кога направиле истражување на пазарот и прибрале и нови понуди. И износот од 7 милиони и 50 илјади денари кои го доставиле до Советот веќе бил реален со пазарните услови. Законот дозволува до обезбедување на дополнителни средства во тек на постапката. Од страна на службите доставено беше барање да се прошири програмата за 1 милион за да може да се спроведи набавката и да се набави градежната механизација. Председателот на Советот на општина Охрид Сашо Донев со објаснување дека средствата се пренаменети за набавка на ново возило. Логистиката на јавните предпријатија мора да се обновува. Со набавката на возилото ќе се превенира загубата на пари за ангажирање на механизација од приватни фирми за изведување на градежни зафати за потребите на јавните предпријатија, објасни Донев. Општината треба да почнува, односно треба да почне постапка за набавка на нови машини, а не за набавка на машини на старо. За машини на старо имате еден куп од патот од Охрид до Струга колку сакате и можевме таква да купиме и да донесеме одлука и да е многу поевтина од оваа одлука која што треба да донесеме денеска. Јас ви кажувам и говорам одговорно дека на месечно ниво ние по сигурно 1 до 2 милиони денари како општина трансферираме на приватни фирми за ангажирање на градежна механизација. На 29-тата седница градските советници дадоа зелено светло за точки од сфера на урбанизмот, за потреба од донесување урбанистичко-планско документација, предлог одлуки за прифаќање иницијатива за експроприација на градежно земјиште и предлог одлуки за донесување урбанистички проект со план за парцелизација за градежни парцели. Исто така, позитивно одлучија и за пренесување на право на користење на неколку возила кои општината ги доби од Центарот за развој на Југозападниот плански регион и Јапонската амбасада во Македонија на јавните предпријатија Водовод, Нискоградба и Охридски комуналец. Комуналната хигиена во Охрид за време на летната сезона е едно од најжешките прашања на денешната седница на Советот на општина Охрид, посветена на советничките прашања. Бојан Михајловски, советник од СДСМ, обвини дека Охрид се дави во смет, а првиот човек на градов, градоначалникот Кирил Пецаков, му предложи на Михајловски кога сака, на која локација сака, ненајавено, заедно да го проверат тоа.
Сведоци сме каков комунален хаос не има снајдено нас во Охрид, изјави денес од општинската говорница Бојан Михајловски, советник во Советот на општина Охрид од СДСМ. Обвини дека градот како никогаш досега се гуши во смет и запраша дали пред најпосетениот викенд кој ни предстои јавното комунално предпријатие Охридски комуналец е подготвено да се справи со предизвикот. И покрај вашите убедувања дека со изнајмувањето на приватната фирма дека ќе се реши комуналниот хаос во Охрид, не можеме да забележиме некои разлики, ама имаме забележено дека возила од повеќе градови се присутни за подигање на отпадот, па дали е обновен договорот, дали има нов договор, која фирма и од каде ги изведуваат тие работи. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков на советникот Михајловски му предложи кога сака, на која локација сака, не најавено, заедно да ја проверат состојбата на терен. Сега дали сте вие подготвени да дојдете со мене и што тоа биде проследено со камери, како советник кој што го поставувате прашањево, и да одберите вие локација на која што сакате, во термин во кој што сакате, нормално да не е кога се креват, се знаат термините кога се, пошто тогаш се сликани на неколку проблеми, на неколку локации, иако во право сте за одредени работи, меѓутоа проблемот со новата купена механизација во 2017-18 и нефункционалноста нивна и снаоѓањето и питачењето мое по градовите, дали се викало Радовиш, дали се викало Ресен, дали се викало наоѓање на некој кој што би можел да не снабдуват, и мене ми е непријатно, мене поќе ми е непријатно те. Просечната старост на возилата кои јавното предпријатие Охридски комуналец ги користи е 20 години. Затоа се одлучивме да подигнеме кредит за набавка на 2 нови возила. Но 3 месеци како немаме никаков одговор од Министерството за финансии, информираше Сашо Најдески, веде директор на јавното предпријатие Охридски комуналец. Динамиката на кравење на контейнерите низ градот е секојдневно, некаде еднаш, некаде 2 пати, некаде 3 пати. Оведени се вонредни возила за меѓусмена и 2 возила за ноќна смена. Значи, дефинитивно ние ги креваме по таа динамика како што треба, некаде поминуваме и дури 4 пати, меѓутоа несовесноста на граѓаните си го прави своето. Најдески посочи дека секоја локација со контейнер е потенцијална депонија, токму поради несовесните граѓани кои знаат да депонираат дури и инертен отпад до контейнерите. Упати апел до граѓаните да го депонираат на Маутскер, депонија, каде до половина кубик инертен шут депонирањето е бесплатно. Потребна е инфраструктура за развој на наутички туризам во недостиг на марина запре набавката на едрилици на Охридското езеро. Едриличарите велат, Охрид има огромен неискористен потенцијал, а со соодветна инфраструктура според некои европски норми би се генерирал околу 80 до 100 милиони евра годишен приход од туризам. Запре набавката на едрилици, единствените екопловни објекти на Охридското езеро. Причина е недостигот на паркинг за нивно соодветно сидрење. Со децении се најавува изградба на марина, соодветно паркиралиште за огромниот број пловила. На Охридското езеро во регистарот впишани се околу 2800 пловила, а во еден ден во шпицот на сезона пловат околу 300 пловни објекти. Марината е многу важна, ево, од едноставна причина, значи веќе застана увозот на бавката на едрилици. Има, да речем, знаеме многу луѓе што би сакале да купат едрилица, но едноставно физички нема место кај да се усидрат. Така да, ако сакаме да се зголеми бројот на еколошки пловни објекти, значи мора во наредниот период подхитно, значи времето е многу веќе одминато, ама подхитно, најбрзо што е можно да се изгради, значи. Едриличарите велат не е потребна голема скапа и луксузна марина, туку едноставно изградена од екоматеријали, согласно препораките на УНЕСКО. Наједноставна, значи треба валобран да се заштити од југот, и едноставно од камења, од дрво, од еколошки да се изработи еден пристан, една марина, еден валобран. Доколку Охрид има соодветно пристаниште за идрење на еколошките пловила, дополнително ќе се развиваат наутичките спортови. Охридското езеро има голем и неискористен потенцијал. Нашево езеро е како малечко море, значи условите за развој на наутички туризам се огромни. Ова водена површина, доколку има соодветна инфраструктура,
според некои европски норми, наутички норми, би генерирал околу 80 до 100 милиони евра годишен приход од наутички туризам. Странските туристи се воодушевуваат од прошетките со едрилици низ езерската шир. Едриличарите велат доколку има неопходна инфраструктура, бројот на еколошки пловила 10-кратно ќе се зголеми. Второ издание на Вкусете го Охрид локално, утре вечер 29 јули на плоштадот кај Долна порта со почеток од 19 часот во организација на Slow Food Охрид, поддржана од Општина Охрид и Slow Food Македонија. Бидете дел од прослава која ја почитува врската помеѓу природата, културата и добрата храна во секоја смисла и да ја доживееме енергичната кулинарската писерија на Охрид. Заедно да ги прославиме богатите вкусови на Охридскиот регион и посветените поединци кои го оживуваат кулинарското наследство. Заедно со нашите страстни домаќини направивме менија кои го прикажуваат најдоброто од регионот, почитувајќи ги традициите. На овој извонреден собир ќе имате можност да вкусите, купите и научите за широк спектар на извонредни производи, порачуваат од Slow Food Охрид. Отворени уште 2 паркинг места од проектот Хуманитарни паркинзи. Новите хуманитарни паркинзи се наоѓаат на улицата Димитар Влахов во непосредна близина на Општина Охрид. Во рамки на проектот Хуманитарни паркинзи, реализиран од страна на јавното предпријатие Билјанини извори и Општина Охрид, од денес уште 2 паркинг места се во функција на хуманоста, информира градоначалникот Пецаков. Новите хуманитарни паркинзи се наоѓаат на улицата Димитар Влахов во непосредна близина на Општина Охрид. Проектот Хуманитарни паркинзи започна да се реализира минатото лето на иницијатива на градоначалникот Пецаков и е дел од заложбите на јавното предпријатие Билјанини извори за општествена одговорност и поддршка на здруженијата на граѓани. До сега се собрани финансиски средства во висина од 128.000 денари и истите на крајот годината се доделуваат со одлука на управниот одбор на јавното предпријатие Билјанини извори на тие кои им е најпотребна поддршката, информира градоначалникот. Јавното предпријатие Билјанини извори им се заблагодарува на сите граѓани што ги користеа хуманитарните паркинзи со порака и апел да продолжат да ги користат црвените паркинг места и да даваат помош онаму каде што е најпотребна. Јавното предпријатие Билјанини извори во соработка со Општина Охрид најавува дека и во иднина ќе продолжат со отварање нови паркинг места кои ќе бидат во функција на хуманоста. Вечер на Охридско лето со концерт за кларинет и пијано. Традиционалната вечер на Европската унија на фестивалот Охридско лето ќе се одржи вечерва во црквата Света Софија со почеток во 21 часот со концерт на шпанскиот кларинетист Пабло Бараган и француската пијанистка Елоиз Белакон. Пабло Бараган е ексклузивец на компанијата за изработка на кларинети Бакун, а Елоиз Белакон од 2018 година е официјален уметник под захрила на брендот Ямаха. На програмата вечерва ќе бидат изведени композиции од Пуланг, Дефалја, Вебер, Албениц и Месажер. Следуваат вестите од светот. Ферибот се преврте на Филипините. Најмалку 26 лица загинале, а 40 се спасени, соопштиле официјални лица. Бродот се превртел на само 46 метри од брегот откако го напуштил пристаништето, во време кога во земјата беснее тајфунот Доксури, соопштиле на пресконференција полицијата и крајбрежната стража. Ветровите околу центарот на бурата достигнале и до 187 км на час, што го прави Доксури повторно на највисокото ниво на кинеската класификација на тропски бури. Фериботот потонал откако патниците, вознемирени од силниот ветер, се упатиле на едната страна од бродот и го превртеле. Полицијата во Ризал соопшти дека веднаш започнала спасувачка акција со помош на крајбрежната стража и другите локални власти и дека останува нејасно колку луѓе имало на бродот во време на несреќата. 6 лица загинале, а 7 се повредени при пат на хеликоптер Ми-8 во Сибир. Хеликоптерот се запалил за време на слетувањето во селото Тунгур на планините Алтай во Сибир. Како што наведува Министерството за вонредни состојби, приватниот Ми-8, како што се предпоставува, при слетувањето допрел електрична жица и се запалил. Спасувачките и противпожарните екипи веднаш пристигнале на местото на несреќата. Судир на 2 лесни авиони над пистата северно од австралискиот град Брисбејн. Загинале 2 лица. Пилотот на едниот авион бил само релативно повреден. Несреќата се случила кога едниот авион, во кој биле двајцата пилоти кои загинале, излетале од пистата и налетале на авионот на преживеаниот пилот. На снимката од местото на несреќата се гледаат остатоци од еден авион и друг авион со оштетено крило. Властите ги истражуваат причините за инцидентот.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предупреди дека дојде ера на глобално вриење, бидејќи јули ќе биде најтоплиот месец досега забележан на земјата. Климатските промени се на дело, тоа е страшно и тоа е само почеток. Заврши ерата на глобалното затоплување, дојде ерата на глобалното вриење, изјави Гутереш пред новинарите во седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Ни требаат амбициозни нови национални цели за намалување на емисиите од членките на Г20, рече Гутереш. Тој ги повика компаниите, градовите, регионите и финансиските институции да дојдат на самитот за клима со веродостојни планови за транзиција. Доказите се насекаде, човештвото го иницираше уништувањето. Ова не смее да предизвика очај, туку акција. Се уште можеме да го запреме најлошото, додаде Гутереш. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.